Пријатели, добро дојдовте и добар ден во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе ви зборувам на тема поврзана повторно со еден начин на дигестивно здравје и ќе позборувам за тоа кои типови на храна и кои конкретни продукти можеби најлесно ќе ги поднесе вашиот дигестивен систем и се најлесно сварливи. И оваа тема ми дојде на идеја да ја зборувам затоа што поради прво тоа што огромен број на луѓе имаат дигестивни проблеми од типот подуеност, нервозни црева и така натаму, кои што ги зборував во некои од изминатите епизоди, и поради тоа што не следува период празничен кај што многу луѓе ќе се оптеретуваат со исхраната и односно ќе го оптеретуваат својот дигестивен систем со премногу храна, премногу калории, премногу алкохол, и можеби ќе ви бидат добри насоки за што да правите во останатиот дел од деновите кога ќе сакате малку да ви биде полесно на стомакот. Како и да е, еден од производите кој што е супер сварлив и на кој што многу малку троши енергија вашиот дигестивен систем е оризот. Затоа што оризот, белиот ориз е всушност оставен само на ендоспермот, извадени се деловите кои што го прават целозрното, како што е интегралниот, односно кафеавиот ориз, и како таков многу лесно се вари, затоа што се тргнати голем дел од протеините, се тргнати голем дел од растителните влакна и едноставно вашиот дигестивен систем многу лесно ќе го обработи. Друг продукт кој што исто така многу лесно ќе го обработи вашиот стомак се белки од јајца, затоа што тие имаат протеин и кога ќе ја тргнете жолчката, која што ги носи најголем дел од нутриентите во јајцето и која што ги носи мастите, кој што исто така ги има во поголеми количини, останува момент кој што е лесно сварлив и лесно обработлив за нашиот желудник и за нашиот дигестивен систем. Друго нешто исто така што ќе ви помогне е варен компир. Значи, компирот сам по себе има резистентен скроб кој што потешко малку се обработува, но затоа што никој од нас не го јаде компирот жив, тоа значи дека ќе му направиме некаква подготовка и за разлика од печење или пржење, кога ќе го сварите компирот, најголем дел од тој резистентен скроб се обработува и кога вие ќе го јадете варениот компир, многу лесно повторно ќе биде сварлив за вашиот желудник и многу лесно тоа ќе го обработи дигестивниот систем. И затоа обично луѓе кога се болни, можеби имаат одредени стомачни вируси, диареја, пролив и така натаму, можеби ви текнува дека најчесто нашите мајки и баби ни препорачувале варен компир, и барем мене варен компир секогаш ме потсеќал на болест и тоа дека е период кога треба да се извлекувам можеби од одредена несакана ситуација. Исто така продукт кој што ќе ви помогне да лесно го поднесете и да се свари се зрели банани. Затоа што повторно незрелите банани или зелените банани имаат исто така резистентен скроб и луѓето кои што се плашат можеби од бананите како причинител за тоа дека ќе си покачат килажа, зелените банани се супер затоа што тој резистентен скроб нема да се абсорбира во крвотокот, но од друга страна може да прави проблем на луѓе кои што имаат можеби осетлив дигестивен систем, и затоа луѓе кои што имаат осетлив дигестивен систем треба да јадат зрели банани, па дури ја би одело со варијантата презреани, затоа што тој резистентен скроб веќе го има можеби околу 1% и помалку од 1%, што е незначително малку. Од друга страна, само да внимавате доколку некој од вас зборував пред неколку епизоди и теми, дека зрелите банани па имаат фруктани, тие се фудмапови кои што едноставно луѓе кои што имаат повторно осетлив дигестивен систем, можеби им прави подуеност и не ги поднесуваат најдобро, но во секој случај ако го немате тој проблем, тогаш тоа значи дека зрелите банани ќе ви бидат супер лесни за обработка. Јогуртот е исто така во оваа варијанта, затоа што има супер бактерии, односно култура која што ќе помогне за дигестивниот систем да ги размножи добрите бактерии, и јогуртот сум свесен дека многу од вас знаат дека е полезен. Единствено она што можеби на некој од вас можеби ќе му причинува проблем ако го конзумира во поголеми количини е тоа што се уште има
има останато лактоза, но во секој случај јогуртот има бактерија која што лактозата ја прави во лактичка киселина и сето тоа го прави се полесен и полесен за обработка која ќе го внесете во вашето тело. Затоа и луѓе кои што имаат проблем со интолеранција на лактоза, доколку не пијат јогурт во не знам колку големи количини, тогаш дефинитивно и најверојатно ќе немаат никаков проблем при обработката на јогуртот во дигестивниот систем. И мислам дека горе-доле тие би биле производите кои што јас би ги навел и се генерално многу лесни за да ги обработи вашиот дигестивен систем и може да ги практикувате во овој празничен период, ако сакате да не му создавате дополнителен товар на вашиот желудник и дигестивен систем, или па може да ги комбинирате во секојдневието доколку имате повторно проблеми со истиот, односно дигестивниот систем. Така да, дечки, тука јас завршувам за оваа епизода. Имав толку да кажам, доколку некој од вас има уште нешто да додаде во врска со уште некој продукт за кој што смета дека е супер лесен за обработка, нека го додаде во коментар и се разбира. Користете го или хаштагот #AskJosef или комуницирате ме во приватна порака доколку сакате да ви одговорам на некои ваши прашања или работи кои што ве мачат поврзани со исхрана и активен животен стил. До следна епизода ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Ćao!